Замрзнат е имотот на фирмата Марковски компани, чиј собственик е Борче Марковски, кој неодамна беше притворен за злоупотреби околу тендери во РЕК Битола. Македонското обвинителство побарало забрана за располагање со 3 стана во Скопје, градежна парцела, гаража и неколку возила, за кои постои сомнение дека се стекнати со незаконска добивка. Воедно обвинителството побарало од истиот српски орган итна мерка за забрана на располагање со 10 товарни возила и милиони средства што го поседува осомничениот Марковски во една белградска банка. Српските органи веднаш постапиле по барањето и издале наредба за замрзнување на целиот наведен имот. Оваа мерка е насочена кон спречување на понатамошно прикривање или пренос на имот кој може да биде предмет на конфискација во иднина, велат од основното јавно обвинителство Битола. Инаку истрагата сомнежот се однесува на јавна набавка за дислокација на погонски станици од Осломеј во ПЕ Рудници РЕК Битола, која според обвинителството се реализирала спротивно на основниот рударски проект. Иако работите не биле извршени, фирмата доставувала фактури и незаконски наплатила над 106 милиони денари. Владата во Македонија полека но сигурно ги спроведува агендите поврзани со малцинствата, безбедносните прашања, коридорите и другите прашања, со што има одреден напредок. Ова го соопшти известувачот на Европскиот парламент за нашата земја, австрискиот европратеник Томас Вајц. Сепак Македонија нема пробив на европскиот пат. Европратеникот даде објаснување. Македонија се уште е блокирана од Бугарија. За жал има многу прашања поврзани со идентитетот што го блокираат незиниот напредок, истакна Вајц. Тој изрази надеж дека по локалните избори ќе бидат направени потребните уставни измени. Партиите и јавноста се уште ги анализираат бројките кои произлегоа од локалните избори. Уште на прв поглед упаѓа во очи и големата бројка на неважечки ливчиња. Членовите на општинските изборни комисии изброија точно 50.000 неважечки ливчиња, што е дури 5,7% од сите гласови. Овие треба да ги загрижи партиите. Оти ако неважечките ливчиња беа партија, тие ќе се позиционираа на 6-то место според освоени гласови за Левица, а пред Знам. Што е причината за вака рапидно зголемениот број на поништени изборни ливчиња во споредба со минатите избори? Некој ќе искоментира луѓето погрешиле, но кога грешката се повторува 50.000 пати, тоа веќе не е случајност, туку очигледна порака. На социјалните мрежи граѓаните пишуваат дел од пораките. Уморни сме од политичари чии ветувања траат само во кампања. Бев да гласам, оти ме принудуваа, ама позади параванот им кажав што мислам за нив. Револтиран сум и сакав тоа да им го покажам, беа дел од пораките. Партиите се на потек ова да се намали, особено се на потек избраните функционери. Дури во 4 општини не излегоа доволен број на гласачи за изборите да бидат успешни. Како што посочи од Државната изборна комисија, првиот круг од локални избори ќе се повтори во Гостивар, Маврово Ростуше, Врапчиште и во Центар Жупа. Во овие општини не се исполнети условите за излезност, односно немаше барем 1/3 од запишаните избирачи да излезат на гласање. Најинтересна е ситуацијата во Гостивар, каде фалеле само нешто над 20 гласачи за изборниот круг да биде валиден. Одзивот е 33,31% и фалат уште 0,02% од гласачите и затоа таму гласањето ќе се повтори. Во другите 3 општини одзивот е далеку помал од потребното. Целиот прв изборен круг во овие 4 општини ќе се повтори во рок од 60 дена од денот на објавувањето на конечните резултати. Инаку од друга страна, завчера неголема излезност на изборите имаше во Дојран, Лозово и Росоман. Минималните трошоци на едно 4-члено семејство во октомври се зголемиле за 467 денари во споредба со септември, покажаа најновите податоци објавени од Сојузот на синдикати на Македонија. Според нивната пресметка, синдикалната минимална кошница за октомври изнесува 65.544 денари, а најголем пораст е забележан кај трошоците за храна и пијалоци, кои во октомври изнесуваат 23.772 денари, што е зголемување од 378 денари во однос на септември.
Зимското сметање на времето, кога стрелките се поместуваат за 1 час назад, ќе почне од викендов во недела во 3 часот наутро. Инаку, одамна има многу дискусии во јавноста дека промената на часовниците 2 пати во текот на годината треба да се укине. Најгласни во Европската Унија се представниците на Шпанија кои најавија дека повторно ќе иницираат укинување на оваа пракса. Инаку идејата за поместување на часовниците датира од 18 век кога ја предложил Бенџамин Франклин, но широко била прифатена од средината на 20 век. Иако поместувањето на часовникот изгледа како мала промена, многу експерти предупредуваат дека тоа може да влијае на внатрешниот биолошки часовник на една личност. Председател Александар Вучиќ по средба од денеска ќе возиме поевтино на дизел. Регулаторната комисија одлучи да ги намали цените за 1 денар по литар нафта. Цените на бензините не се променија и остануваат на 74 денари за литар Евросупер 95 и 75 денари за литар Евросупер 98. Малопродажната цена на мазутот се намали за 0,614 денари од килограм и тој ќе чини 36,047 денари за килограм. Регулаторот напоменува дека ова се утврдените максимални цени на нафтените деривати, а трговците на големо и трговците на мало на одредени производи можат да формираат цени и пониско од овие. Србија забрзано работи на проектот за брза железница помеѓу Белград и Ниш, а подоцно, како што соопшти српскиот премиер Ѓуро Мацут, ќе биде поврзана во јужна насока и многу брзо кон Македонија. Од македонска страна постои големо разбирање за ова, а неодамна во разговорите со македонскиот премиер Мицкоски во Македонија имав можност да ги разберам нивните намери брзо да работат на железницата. Ова сигурно ќе не охрабри да ја забрзаме целата оваа приказна и сега од веќе финализираната, затворена приказна до границата со Унгарија, да се свртиме кон југ и да воспоставиме коридор, рече премиерот Мацут. Српскиот председател Александар Вучиќ по средба со унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека многумина не му верувале кога предупредувал за тешките времиња што ќе дојдат, но сега тие се тука и дека ќе бидат уште потешки. Вучиќ и Орбан разговараа за енергетската стабилност на Србија, особено по американските санкции против нафтената индустрија на Србија и можната забрана на увозот на руски газ од страна на Европската Унија. Вучиќ изјави дека Србија ќе се обиде да се снабдува со нафта и газ преку други патишта, но предупреди дека ситуацијата е многу тешка. Словенечката полиција целосно блокирала улица во градот Пивка, Словенија, откако на тротоарот во близина на продавница локалец кој живеел во блиска стамбена зграда со 3 истрели ја убил воспитувачката во градинка, а потоа се самоубил. Соседот на убиецот кој ја гледал трагедијата од својот балкон не ја слушнал расправијата, но забележал дека соседот и се заканил на жртвата и влегол во зградата. Таа продолжила да оди по тротоарот, а тој најбрзо истрчал, ја повикал, таа се свртела, а потоа ја застрелал 3 пати во торзото од непосредна близина. Потоа го свртел пиштолот кон себе и пукал. Австријски и германски екстремисти предизвикаа паника кај жителите на Шипан, остров кај Дубровник, откако купиле повеќе недвижности, вклучувајќи го и главниот хотел во местото, кој подоцна го затвориле и го претвориле во приватна вила. Купувачите според мештаните биле поврзани со неонацистички кругови, а на островот биле забележени млади во црно кои тренираат во шумата. Бил оштетен и партизанскиот споменик. Жителите се во страв, а хрватските институции засега се без коментар. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Хамас ќе биде искоренет доколку не го почитува договорот за прекин на огнот во појасот Газа, еден ден по извештаите за нови напади во кризното подрачје. Имаме договор со Хамас дека ќе се однесуваат пристојно, а ако не го сторат тоа, ќе ги искорениме доколку биде потребно, изјави Трамп. Израел тврди дека во неделата извршил напади во Газа како одговор на напади од Хамас, што милитантната група го негираше. Цивилната заштита во Газа соопшти дека во бомбардирањата загинале најмалку 45 палестинци. Поранешниот француски председател Никола Саркози од денеска почнува со ослужување на затворската казна, откако беше осуден на 5 години затвор за илегално финансирање на својата кампања со пари од Либија.
Саркози ќе стане првиот поранешен шеф на членка на Европската Унија и прв повоен француски председател кој завршил зад решетки. Не се плашам од затвор, одам со окрената глава, изјави Саркози, кој денеска беше примен од Емануел Макрон во Елисејската палата. Инаку тој ќе биде сместен во самица заради негова собствена безбедност во индивидуална келија од околу 9 квадратни метри. Нема да има мобилен телефон, но ќе има мал телевизор. Водачот на државниот удар во Мадагаскар, полковникот Мајкал Рандрианирина, во петокот положи заклетва како председател, а го именуваше бизнисменот и консултант Херин Салама Раджонаривела за нов премиер. Поранешниот председател Андри Раджоелина, кој по протестите што ги предводеа младите побегна од државата, беше сменет во парламентот. Тој од странство го осуди военото превземање на власта. Во поплавите што го погодија централниот и источниот дел на Мексико загинаа 76 лица, а 27 се водат како исчезнати. Како што е соопштено, околу 120 населби по повеќе дневните обилни врнежи останале изолирани. Најпогодена од поплавите е сојузната држава Идалго поради планински области каде што пристапот е отажнат поради оштетени патишта. Повеќе од 12.700 припадници на армијата и морнарицата се распоредени во сојузните држави погодени од катастрофата, а на изолираните населби им се пружа помош од воздух и со чамци.